Добар ден, почитувани, како што веќе добро знаете, се наоѓаме во терминот резервиран за отвореното студио на телеканал А1 и тоа токму за денес среда. Средата ни е резервирана за теми кои што се од социјален карактер. Токму затоа денес на ваше и мое задоволство е господинот Спасе Додевски, кој што е дефектолог, олигофренолог, кој што се занимава токму со проблематиката која што е доста сензибилна, односно чувствителна, посебно за родителите, сите оние кои што имаат дечиња, кои што имаат говорни мани или пак имаат проблеми со попречености, кои што се третираат посебно со аутизмот, бидејќи тој е и наставник во специјализираните паралелки при основното општинско училиште Сандо Масев од Струмица. Добар ден и добре дојдовте во отвореното студио. Пред самиот старт на учебната година, за прв пат во Струмица се воведоа лични асистенти на децата со попречености во редовниот образовен процес и тоа околу 6 лица беа ангажирани токму по тој повод. Еве да ги запознаеме гледачите како се одвива овој проект, дали се задоволни пред самите дечиња кои што се во редовниот процес, се со попречености и родителите, кој е нивниот фидбек на оваа тема? Да, ова новост во образованието во општина Струмица не дојде како една промена ад хок. Тоа е дел од поддршката која ја нуди Сојузот на дефектолози на Република Македонија во својата генерална стратегија за во однос на лицата со попречености. Постојат неколку видови на поддршка и овој вид на поддршка, постојање на лични асистенти за сите лица кои што се вклучени во образованието е една од тие поддршки. Исто така друга поддршка е овие се лични асистенти, имаме друга педагошки асистенти, имаме социјални асистенти. Така да со оваа стратегија и овој вид на поддршка се има тенденција да се обезбеди целокупното постојање или социјализирање на лицата со пречки во развојот, тоест достигање до едно повисоко ниво во општеството. Конкретно за овој вид на промена, овој вид на новост се однесува на потреба од лични асистенти, тоест поддршка на сите ученици со пречки, било какви пречки во развојот, кои посетуваат редовно основно училиште. И тие асистенти имаат основна улога да им помагаат на учениците во своите секојдневни активности, тоест од дома, водење, значи поддршка од дома до училиштето, поддршка во составот на училиштето, во однос на завршувањето основните потреби во склоп на училиштето и враќање исто така враќање во домот. Така да овој проект на општина Струмица е во склоп на програмата Обштествено корисна работа, која е финансирана од UNDP и е пилот проект. Меѓутоа, јас морам во името на сите лица и родители со пречки во развојот и од сите дефектолози да честитам на Оделението за локален економски развој од општина Струмица, бидејќи со голема пожртвуваност го добија овој проект, а овој проект ќе биде иницијална каписла за понатамошно развивање за повисоко ниво на овој проект. Што значи дека овој проект е сега во ограничени размери, значи во ограничени финансии, во ограничени опфаќања на тие лични асистенти. За сега имаме 6 лични асистенти, тие се прифатени од бирото од Агенцијата за невработени, за вработување. Личните асистенти се 6, меѓутоа имавме потреба за уште повеќе асистенти. Ние направивме анализа во основните училишта, оние родители кои што имаа потреба од ваква асистенција беа околу 19 значи за 19 деца, а ние имаме само 6 асистенти, така да ограничени се и средствата, ограничени се и тие персонални асистенти. Меѓутоа, имам во заедничка корелација со општина Струмица, имаме намера во предвидувањето во следниот буџет на општина Струмица да ги предложиме овие финансии за овие асистенти, така да не биде сега само на ниво на проект, туку и да бидат да потпаднат под буџетот на општина Струмица, да може општина Струмица да ги финансира овие асистенти, со тоа што
ќе се види во почетокот колков ќе бидат нивото на финансии, размерот на финансиите, со тенденција секој следен буџет да се зголемува таа сума. Со крајна цел да се надеваме дека и во буџетот на Република Македонија ќе влезе овој проект како континуирано зафаќање од буџетот и на крај би сакале секое дете кој што е со пречки во развојот, кој што посетува образование во Република Македонија да има свој личен асистент. А за бенефитите од тоа, мислам дека не треба да разговараме, затоа што најголем бенефит околу ова го имат родителите. Затоа што родителите досега мора да бидат присутни во училиштето, да помагат на своите деца. А сега, значи, родителите во ова време, додека се нивните деца на настава, тие можат дома да ги завршуваат своите семејни работи, обврски. Некои од нив исто така можат и да се вработат, да допринесат за нивната екзистенција. Така да сметаме дека ова е круцијален социјален проект кој што е од големо значење за оваа категорија на луѓе. За децата со пречки во развојот, односно со попречености кои што се вклучени во редовниот образовен процес. Еве да ги информираме гледачите кај кои училишта има такви лични асистенти. Сепак се 6, ние имаме нели 3 основни училишта и средни, па каде имаме? Да, имаме во основното училиште Сандо Масев, во основното училиште Никола Царов, во основното училиште Видое Подгорец. Некаде имаме по 2 асистенти, некаде во зависност од категоријата на учениците. И така да мислам дека засега се согласуваме дека не е доволно опфатеноста со овие асистенти, меѓутоа многу е од голема важност овој проект, затоа што многу се радуваме што го имплементиравме. Уште еднаш честитки, значи до лицата во ЛЕР, во Оделението за локален економски развој, кој што имаше голема конкуренција која општина ќе го земе овој проект, меѓутоа општина Струмица го доби. Ние сме сите радосни, ќе дадеме наши примери, ќе ги извлечеме и позитивните работи, негативните недоследности од овој проект, за да можеме и на државно ниво, да направиме една стратегија во однос на оваа асистенција. Да, на секаде во целата држава да има лични асистенти, да не биде само општина Струмица. Дали еве токму овие позитивни коментари, исходи, сепак нели родителите се веќе слободни, можат да придонесат финансиски за своите семејства, вработувајќи се, бидејќи досега се биле цело време ангажирани околу своите деца кога се на училиште, дали тоа ќе придонесе повеќе од децата со попречености да бидат во редовниот процес, бидејќи тие ќе знаат родителите дека тука тие не се обврзани, можат слободно да одат на работа, ќе имат лични асистенти. Дали тоа веќе придонесува кај вас како Сојуз на дефектолози од Македонија, кои што имате повеќе побарување, односно еве да запрашат родителите, дали сигурно јас ќе бидам слободна, да не подоцна стане некаков проблем, па моето дете да не биде целосно згрижено, него овие деца да бидат со поголем број, поголем процент внесени во редовниот образовен процес. Видете, значи, овој проект не значи дека децата со посебни потреби ќе бидат повеќе вклучени во, да кажеме, во редовното образование. Она дете кој што не може да посетува редовно образование, нема да може ни тоа да посетува. Меѓутоа може да биде во било која институција. Овие лични асистенти не се однесуваат само на децата кои што посетуваат основно или средно образование. Тие се однесуваат на учениците кои што каде што досега бил родителот вклучен, да може да го замени родителот. Знаеме дека родителот не може никој да го замени во правот смисла на зборот, меѓутоа овие асистенти мораме да напоменеме дека пред да почнат со работа со таа асистенција беа и обучени. Значи обуката државме во 2 дена. Најпрво беа запознаени што значи, кои се категориите, на кој начин, кои се специфичности на категориите, какви категории постојат, кој треба да биде нивниот пристап, од кои сегменти или точки на предосторожност треба да ги имат према тие категории, како да постапуваат со наставниците, како да соработуваат, како да пристапуваат со родителот, бидејќи мора да бидат во таа тесна соработка со родителот и со детето, како да се однесуваат кон самото дете и така натаму. Тоа нема да зголеми бројот на вклученоста на учениците во образованието, меѓутоа секаде каде што учениците, каде што овие деца посетуваат, дали
некакви домови, дали дневни центри, дали градинка и така натаму, значи секаде овие асистенти го земат од својот дом, го носат, го водат на училиште или таму каде што оди, разговараат, значи целокупната грижа се однесува за децата таму каде што ќе одат. А родителите го користат бенефитот и така треба. Значи ние мислиме дека родителите на деца со посебни потреби се апсолутно дискриминирани и од секој аспект. Тие што и природно сте дискриминирани, затоа што не може да го остават своето дете со пречки во развојот само, мора да се подпират и на бабите, дедовците, тие не можат баш да бидат така... Не може да бидат родители. Да, во функција на децата. Тие сега можат да заработуваат, можат да бидат важен фактор кој допринесува во социјално општество. Дискриминирани се затоа што не користат своите бенефити во фирмите каде што работат, затоа што тие имаат по закон можност да работат пола работно време да примат цела плата. Тоа досега ретко кој го има кој го искористува. Ајде да позборуваме малку од страна на личните асистенти. Како е нивниот коментар? Дали тие се задоволни, како велат дека соработката, дека како е малку од нивна страна, еве да вие секојдневно сте со нив, имате нели контакти, контактирате, па еве да пренесеме на нашите гледачи. Ние сме среќни што овие лични асистенти, овие лица припаѓаат на категорија на луѓе кои што сите имаат посебна емпатија кон децата со посебни потреби. Значи толку брзо се вклучуваат, толку ги сакаат деца со посебни потреби и со пречки во развојот, што е тоа неверојатно. Имајќи ја ова категорија на луѓе, многу лесно беше да се вклучат самите со децата. Значи многу брз беше периодот. Можеби имаше одредени нејасноти во однос на компетенциите, каде почнува и завршува компетенцијата на личниот асистент, а каде почнува и завршува компетенцијата на наставникот во училиштето, во оделенска настава. Така да сите тие работи ние сме 24 часа на располагање. Господја Нела Масалковска од Оделението за локален економски развој и ја од една страна од административен карактер и јас од стручен карактер 24 часа сме онлайн достапни до овие лица, ако имат некаков проблем, нешто за да можеме да го разјасниме или да помогнеме. Така да досега апсолутно нема никакви проблеми. Јас би побарала овде еден джингл од режија, бидејќи мислам дека во целост си објасниме како функционира овој проект и дека е со повеќе позитивни коментари и се надеваме за уште поголем бенефити во иднина. Режија одиме со джингл, па подоцна ќе продолжиме со останатите тема. Назад сме во студиото, продолжуваме понатаму. Денес, бидејќи е среда, во отвореното студио, како што веќе добро знаете, зборуваме за социјални теми. Пред малку со господинот Спасе Додевски, кој што е наш денешен гостин, зборувавме за тоа како се одвива, како протекува проектот лични асистенти на децата со попречености кои што се вклучени во редовниот процес. Меѓутоа, како што веќе сите добро знаеме, дека тој е наставник во специјализираната паралелка за децата со аутизам при Основното општинско училиште Сад до Масев. Сме зборували веќе, вие почитувани гледачи многу добро знаете за тоа што представува аутизмот, како се развива, меѓутоа еве, како човек кој што секојдневно работите со оваа проблематика, ги следите трендовите, новостите, да ги информираме гледачите за последните науди, односно што е најбитно да се знае за аутизмот или пак еве оние полоши состојби на, бидејќи како што веќе добро знаеме, се третира како состојба, не како болест. Дали може да се надмине па да се дојде во поолеснителни околности самиот аутизам да се надмине и дали конечно се знаат што може да настане тој аутизм? Најпрво паралелките за аутизам, бидејќи имаме 3 паралелки, таму сме на тројца вработени, имаме 13 ученици со аутизам, функционираме веќе 10 години, а во однос на аутизмот новини околу настанувањето, околу точни причини околу настанувањето, за жал, се уште немаме. Сите тие теории кои што се во оптек цел овој период, сите теории се точни. Значи од научен карактер ние можеме да потврдиме дека сите теории и невролошката теорија и теоријата во однос на генетското
наследување, во однос на вакцините, во однос на метаболичките проблеми. Сите тие се во однос на технолошките фактори кои влијаат на аутизмот и на целата таа комуникација. Се е тоа во оптек, меѓутоа ние не можеме и досега никој не нашол за сходно и не нашол можност да открие правата причина за аутизм. Овие лица како еволутивно во однос на развојот, дали може да се развие во повисоки нивоа, да, значи ако се третира аутизмот на вистински начин, во вистинска атмосфера, со вистински методи, тогаш зборуваме за високофункционален аутизам. Значи тогаш функционалноста во однос на социализацијата, емоциите, во однос на комуникацијата се зголемува на повисоко ниво. Секако говорот е пратичка карактеристика и симптом во симптоматологијата на аутизмот, меѓутоа тој се разликува од едно дете до друго дете со аутизам. Често пати недостасува, не постои никаков говор, до највисокото ниво на говорна способности е да постои говор, меѓутоа со кратки зборчини, кратки фрази, да се бара или да се објаснуваат одредени цели настани. Да. Меѓутоа, мораме да заклучиме дека како категорија аутизмот е целосно дискриминирана во однос на сите социјални ранливи групи. Имајќи во обзир дека во нашето општество всушност човекот е дискриминиран, а камоли пак лицата со аутизам, тогаш сметаме оваа ситуација за речиси нормално. Се помалку и помалку имаме време да зборуваме за аутизмот, се помалку и помалку време се зборува, отколку пред неколку години, кога почна тенденциите на аутизмот. Сега забележуваме дека аутизмот постепено се заборава да се зборува, а за тоа сме ние тука, да можеме да подсетуваме, да можеме да правиме одредени настани или одредени промени, одредени унапредувања на сите тие процеси за кои што се однесуваат на аутизмот, за да можеме да биде актуелен. А со актуелноста на аутизмот се подобруваат и условите и целокупната социализација и развојот кај тие на самите лица. Ние постоиме од 2006 година до денеска, значи секоја учебна година правиме одредени промени. Дали е тоа збогатување на дидактичките материјали и средства, дали е тоа збогатување со промени во однос на методологијата, дали е промени во однос на просторните услови, значи до сега имаме постојано и така мора да се прават промените. Ние пред да започнеме со емисијата зборувавме, односно напоменавме на сензорната соба. Ајде малку зборува околу неа, колку таа ќе придонесе за подобар развој на самите деца кои со аутизам. И кој што ги посветуваат овие? И сензорната соба е еден дел од тие иновации кои што секоја година, пак мора да кажам благодарност на општина Струмица, кој што и градоначалникот Зоран Заев, кој што не безрезервно секоја потреба, без разлика колку во финансиска рамка се наоѓа, ги удоволјува потребите, барем лицата со посебни потреби за кои што сме ние ги реализираме тие проекти. Тој дел и сензорната соба. Сензорната соба, од целокупната набавка па до денес помина околу 5-6 месеци, што зборува за бирократско-административните недостатоци на нашиот систем и за 6 месеци сега се тие реквизити кај нас во просториите, чекаме само да дојдат стручни лица да ги монтират, така да се надеваме дека на 3 декември, денот на лицата со попречности, ќе отвориме таа сензорна соба. И среќен сум што сензорната соба конечно го најде своето место. Зошто? Затоа што во околните општини веќе имат, во некои од околните општини од југоисточниот дел имат веќе сензорни соби, меѓутоа никој кога ги правеше тие сензорни соби не праша дали има некој обучен за работа со лица за сензорна интеграција. Единствениот обучен сум јас во југоисточниот дел на Македонија и тоа по оригиналната програма од Колумбискиот универзитет, оригиналната програма по Джин Айрис, кој што беше во 7 модули. Така да
ако се користи сензорна соба, ако се употребуват некакви средства и методи, тогаш мора да имаме и обучени кадри за тоа. Сензорната соба ќе допринесе до огромно ниво за развој на децата со аутизам, она ќе помогне и кај сите останати деца и кои што немаат никакви пречки. Затоа што наша на сојузна дефектолозија, наша забелешка е дека во редовното образование и во сите образовни средини секое трето дете има некакви сензорни проблеми, кои што се невидливи или видливи. Во однос на тоа, во однос на тие сензорни проблеми, затоа е многу препорачуваме сите деца да посетуваат сензорна соба или барем реквизити кои што се навидом исти како сензорната соба, како што има сензорна соба, а тие се наоѓаат во игротеките, во разни соби за играње, во разни дворишта и така натаму, кои што ги имат тие реквизити. Ајде да упростиме, како јас како родител да го направам тој трик, ова соба што велите во игротека или пак каде што има играчки, за да приметиме нешто и кое што на првично што кога ќе го препознаеме да кажеме дека има некаков проблем или пак не. Вака да им помогнеме дома да си направат еден мална пробна соба така. Сето она што е во состав на однесувањето на едно дете, а е невообичаено за редовното, за нормалното однесување во однос на сензорите на децата, тоа е отстапување, тоест да кажуваме дека ова дете има сензорни проблеми. Што значи? Тоа значи дека сите сензори дразни кои што ги примаме од надворешната средина, прво ги примаме преку сетилата, потоа преку одредени патишта доаѓаат до нервниот систем, таму има асоциација на тие дразби, значи одат преку патишта каде треба, таму се обработват податоците и после преку повратни патишта пак до надворешната средина преку моторната функција наша се врши реакција. Меѓутоа, кај децата кои што имаат дали зголемена сензорна осетливост или намалена сензорна осетливост, тоа не е случај. Например, ако во една училница забележиме како едно дете се клацка на столот, да кажеме. Да. Тоа значи дека има сензорни проблеми. Зошто? Затоа што има недостаток на внимание, не може да го одржи целокупното внимание на концентрацијата. Исто така, постојано бара дразба од физичка дразба од надворешната средина, т.е. од столот, од столчето и од подот, да може постојано да биде телото инервирано по високи степени на дразби, затоа што тоа е хипосензитивно. Затоа што е премалку осетливо, премалку дразба му доаѓа отколку нормалното и тоа сака повеќе ја зголемува своето. Ако видиме дете кој што обожава да оди босо, дури во зимски услови, дали по килими, дали по трева, дали по било каде, тоа има сензорни проблеми. Зашто? Затоа што дразбата од површината на подот сака да ја чувствува многу повеќе. Таа дразба, значи и ладното и допирот да го чувствува не преку чорапите, преку папучите или преку тоа. Ако исто така, ако децата скокат од кревет на кревет, ако се немирни во наводници, ако сакат да едноставно да скокат од високи предмети, од мебел или од некаде, тоа исто така значи дека имат одредени сензорни проблеми, затоа што го обожават притисокот кој што ќе се направи со самото скокање и со самата таа инфлуенција на вестибулаторниот орган. Оние кои што сака да се лулат, исто така има. Оние пак кои што не сака да се лулат имат проблеми во обратна смисла, значи да имат хиперсензитивност, па они не сакат воопшто да се мрдат или на трамболина или на лулашка. Има големо влијание таа сензорна функција кај децата. Меѓутоа, тоа ние не го земеме за нарушување. Тоа не е нарушување. Ние, ако се малку анализираме возрастните, ќе сватиме дека имаме некаква сензорна хипо или хиперфункција. Така да, ова е битно делување кај децата во однос на сензорните способности, затоа што некогаш сензорните аномалии можат да делуват негативно во однос на периодот кога се во образование. А што е многу битно. Ако го испуштат период кога е во образование, тогаш станува голема образовна дупка и понатаму во нивниот образовен живот. Значи, да не дозволиме сензорните проблеми на учениците, на сите ученици, да влијаат
да кажеме, затоа што не може да следи од таблата, затоа што му пречи светлоста, затоа што му пречи звукот, затоа што сака постојано да се мрда, да се влаци на столот, да биде оневозможено да ја следи наставата и да му е досадна наставата и да има одбојност према наставата, а тогаш вообичаено овие деца ги кажуваат дека се немирни деца. Хиперактивни, темпераментни, па овие не се немирни деца, овие деца само сакат да задоволат својата потреба, недостатокот она што не може да го примат или да го исфрлат она што им е вишок од сензорен аспект. Тоа се за деца кои што ги повторуваат тие движења. Да речеме дали има дете кое што еднократно ќе го направи тоа, еве за проба, или да обрнеме внимание повеќе на деца кои што повеќе пати го повторуваат ова движење, дали скокање од кревет, дали одење боси, значи тоа да биде со едно континуирано повторување на таа работа. Да, секако она кој што е она однесување кој што е континуирано, тогаш треба да привлече внимание, а најмногу ние во училиштата спомнуваме дека учениците кои што покажуваат слаб успех, тие се учениците кои што треба да се анализираат на сензорните проблеми. Бидејќи ако со многу малку тестови, со многу брз тест, ако се види дека ова дете има одржана интелигенција, ако има одржани когнитивни способности, тогаш единственото нешто кое му пречи да постигне добар успех е сензорните проблеми кој што ги има. Да. Јас би сакала еве овде да ги повикам сите оние родители кои што мислат дека имат некаков проблем, слободно може да ви се обратат вам, ќе им обезбедиме телефонско бројче, да не ги заплашуваме еве родителите дека оние еднократни движења кои што секој дете ги прави не се толку страшни, него на повторување на работите и можеби нискиот резултат во образованието и без овие сензорни соби би требало како родители да не запраши нели првично, така да еве да им олесниме да речеме дека оние еднократни повторувања, скокање, одење боси или пак немирноста може да се дозволи, меѓутоа повторувањето да се забележи и да се реагира за него. Она што ќе се забележи кај децата ништо не е страшно ако на време се открие, ако на време се види, тоа е како еден вид на еквилайзери кој што може да се подесат и да биде се како што треба. Само ако се делува на време. Да, сепак и родителите нели нормално најпрво можеме да го забележиме тоа. Да ви се заблагодарам за денешното гостување. Јас се ветувам на нашите гледачи дека во некоја наредна прилика ќе зборуваме малку подетално она што скоро секој второ или трето дете го мачи, а тоа е неправилниот говор или пелтечењето исто така и она со кое што секој логопед работи со секое трето дете на колку годинки, меѓутоа тоа е една долга тема, една тема која што треба дополнително да ја обработиме. Ви благодарам денес за асистентите на децата со попречености во училиштата кои што го разработивме како проект на општина Струмица и како позитивен прифатен проект пред се за родителите на овие деца и на самите деца, а и за она кој што се последните истражувања и наоди во врска со аутизмот. Благодарам. Почитувани, се надевам дека успеевме да го задржиме и денес вашето внимание. Ова беа интересни теми, посебно за младите родители кои што имаат дечиња, кои што можат прва рака, односно директно до ефектолог, да разберат на што треба посебно да внимаваат. Ви благодарам и денес за вниманието, имајте убава вечер.